Четврток, 13 март, кратки вести во 12 часот. Советот на општина Битола едногласно изгласа заклучок со кој бара владата да ја промени локацијата за изградба на регионална депонија, која според планот треба да се изгради во Битола. Истата е предвидено да биде заедничка за Битола, Охрид, Струга, Прилеп и уште 14 други општини. Предходно општина Новаци го прифати предлогот на нејзина територија да се гради регионална депонија за потребите за одложување и преработка на сметот и за формирање заедничка комисија за основање на заедничко јавно предпријатие за регионално управување со отпад. Во меѓувреме, бројни граѓани од Битола се против оваа одлука и на социјалните мрежи го изразуваат несогласувањето и најавуваат протест пред зградата на општина Битола, закажан за оваа сабота. Олеснета процедура и зголемена квота за увоз на странски работници во Република Македонија предвидуваат измените на Законот за вработување и работа на странци, кој го поминаа комисискиот филтер во собранието. Предлагач на измените е владата, а според новиот текст во Република Македонија ќе може да работат странци не повеќе од 5% од вкупно вработените граѓани или околу 35.000. Се олеснува и процедурата за вадење работни дозволи, па така Агенцијата за вработување ќе мора да одговори на барањата за 5 дена од поднесувањето. Проблемот со работници веќе подолго време е сериозен и во туристички Охрид. Како најчести причини кои доведуваат до овој проблем се посочуваат релативно ниските плати кои се нудат во градот, големиот број на вработувања во поголемите компании кои отворија погони во Охрид и околината. Денеска започнаа пензионерските денови за охриѓанецот Кадри Селман, скромниот и талентиран човек кој долги години наназад од обични грмушки и зеленило создаваше убавина која плени, афирмирајќи го градот во вистинско светло. Пред фигурите кои Кадри ги обликува од украсните грмушки застануваат охриѓани и гостите и се сликаат за спомен. Охриѓани на социјалните мрежи години наназад ја изразуваат својата благодарност за него, за се што има направено на лична иницијатива за разубавување на градот. Во 2020 година, по повод денот на ослободувањето на Охрид 7 ноември, а на предлог на група граѓани, тој доби и посебна награда за убавината која ја создава во преубавиот Охрид. Времето денес променливо облачно со повремени сончеви периоди, максималната температура во Охрид до 18 степени. Повеќе информации на ohridpress.com.mk. Уредник и водител на вестите Даниела Спасик. Технички реализатор Реджеп Селман.